Денеска ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имаа прашања едни за други. ВМРО ДПМН ги интересира како 1,5 милион евра од аферата Рекет завршиле кај кумот на Вучич Башановиќ. А социјалдемократите прашаа зошто Славевски незаконски го кочи изборот на вице-гувернер на Народна банка на Македонија. СДС да одговори дали 1,5 милион евра од аферата Рекет завршиле кај нивниот нов пиар шеф Башановиќ. Кукниот пријател на Заев и негов личен советник Зоран Башановиќ, кој сега е шеф на Центарот за лаги и манипулации на СДС, според извори од неговата матична држава, се вели дека 1,5 милион евра од аферата Рекет завршиле токму кај него. Српските медиуми, освен Заев, го поврзува и Башановиќ како еден од учесниците во аферата Рекет, а како што се вели во еден српски портал, во снимен инкриминирачки разговор, Башановиќ вели дека сега е време се да се наплати и дека конечно е дојдено времето да биде полн како брод. Скандалот со блокираниот избор на вице-говернери во Народната банка отвара сериозни прашања за работењето на Трајко Славевски за состојбите во оваа клучна институција. Зошто се кочи изборот на вице-говернери? Дали Трајко Славевски намерно ја блокира постапката? Мандатот на двете вице-говернерки е истечен уште лани. Изборот е законски регулиран со прецизни рокови кои се истечени, а се уште нема избор. Прекршен е член 55 став 1 од Законот за Народна банка и рокот од 22 декември 2025 година е изминат. Ова доцнење отвара и дополнителна дилема. Дали одлуките на Советот на Народна банка во вакви услови се целосно легитимни и функционални?